Маријанчо. Здраво. Здраво? Што работел, што е толку хитно? Нешто зорето да не... Види го, мангупот. Ти уште се грижиш за зорето моје. Па нормално. Види, ние ново печените бизнисмени сме тренирани по европски терк. Седни. Ние не создаваме непријатели. Не реагираме на ситни провокации. Нас не интересира само профит. Добро, не, мене за пораката ми што го пративте, ми извади од памет, мислев, не дај Боже, зорето дека... Зорето си е супер. Зетот... Со зетот имаме преговори, ама ќе си легне на брашно зетот. Абе, чичко, пера, луѓе сме ке се договориме. Што е работа? Јас не обрнувам внимание на ситни провокации, на мали недоразбирања, тоа мене не ме интересира. Татко ти ќе има концерт? Да, го спремаме, еве, цел ден трчам по спонзори. Ја дека мислите. Супер. Види, секоја успешна фирма сака да си го види своето лого на плакатот што го најавува концертот. Да, еве, сега баш ги штампам овие рекламни материјали, флаери, плакати. Пишиме за спонзор. Да? Пишиме за спонзор. Ја завршиме работа. Ајде, макар. Нема врска, мислам. Ставиме, сакам да сум меѓу големите, разбираш, да сум со нив заедно. Ајде, слободно пиши фактурче. Фактура, да. Нема да го дзирнете ценовникот. Ама Чоперо плаќа, нема да дзирка никакви ценовници. Пиши фактурче, ајде. Добро. Здраво, тато. Здраво, сине. Јас и Џорџ стигнавме, ама остана долу пред врата, знаеш, се срами. Да, работа ми е сосем јасна. Џорџ, мојот зет. Само да завршам со клиентот и... Така, Маријанчо мој, фактурата ќе биде исплатена. Ајде, Маријанчо, без лигавење. Добро. Зоре. Дело, значи, алал да ти е каков концерт направи, такво нешто не сум очекувал. Ја, бе, татам. Да ви признам, да бидам искрен, едно време ме потфате малу таа тремата, ама јас совладав и... Нема гајле. Тато, јас сум најсреќната ќерка на светот. Не ми се верува, бе, сите песни ти ги знае. Благе, а ти шо вака си нешто молчалива типка шо? Јас молчалива? Не сум молчалива, јас само уживам во тоа да ве гледам колку сте среќни. Кажи, внучко, на баба. Део, ти си најголем фраер од цела Македонија. Ај, на те до јуначе, бе, седни тука, седни. Слушај, шо сакаш вака нешто најмногу во животот да имаш, пример? Да ти изненади дедо со нешто убаво. Кажи нешто. Па ја не се мешам во тие работи твои. Мама... Не, јас тоа не знам. Мама и тато ако не знаат, дедо знае. Сега да видам јас оде што сум. Оп! Знаеш што е ова? Знам, свирчам. Знаеш да свириш? Да. Хај пробе да видиме. Але! Види го мојот. Што сакаш ти најмногу на свет, кажи ми мене? Например, вакво нешто може ли? А вакво нешто може ли? За мене? А за кого? Обичам многу и те сакам. Ајде, правете пауза, ние ќе одиме да се пресоблечеме прво. Хајде. Браво! Интересно. Мацето, како ти ја направи, значи како ти ја изорганизира тоа концерт. Така е, Значи, благе. треба со нешто да го наградиш. Да. Знаеш Кажете, со што? Сам си се награди. Како Он знам? што пред концертот си капари с едно джипче, ама... Джипче, Да. и јас последна дознавам. Еде си во тек? Ајде,
ја чуем химната сега. Ајде. Концертот на Ацо твој на МТВ. Боли концерт неам гледан. Озбилно ти кажам, не ти правам лице. Стварно. И Сонја моја вели, мамо вика да знаеш за ова, Марија не заслужи. Да. Знаеш колку се умори? Не уште спие детето. Му викам да отиде неколку дена на одмор, Да, викам немам со кого. Леле, немам со кого. Да. Абе, не, Сонја моја седи дома. Па ке си се прошетаат фино децата, па наши сме фини ходат заедно. Зошто седи Сонја дома, не е на работа? Абе, пропадна фирмата. Баш нема среќа тоа девојче. Нема. А баш ја сакам. Толку е тивка, повлечена, воспитано девојче. Джабе ти е, све ти е джабе, све. Знаеш, Облакче, никако ми е срам да ти кажам, ама... Што? Вчера Сонја не се врати дома. Никола моја, ако знае, бре, ќе ми го рокне ножот, човече, ќе ме убија. Како не се врати? Ми се јави околу, не знам, 12 беше. Вика, мамо, ја ќе спијам кај некоја другарка. Добро де, што кај другарка? Добро де, што кај другарка, да бе, така било тоа. Абе, ке заборев, Маријан твој. Пред некоја вечер, така беше, го видов кај лифтот со една остара. Зошто ше потиш бре Миро? Па тоа соработничка му е, тоа менаџерка е, таа треба да Ацика мој да го пласира во Хрватска. А што се љубеа? Знаеш како се љубеа? Абе, цревава вака ми да, ми се преврте. Па, гледаш каква беше постара? Мислиш, може мајка да му биде? Ама ајде, па ти само нешто измислуваш, Миро, ти се молам. Го знаеш мацето му е. Мацето си е, он е фин така, сака да се гали, знаеш како се однесува со жените, да. Добро утро. Како сум се наспал. И ја исто. Вака опуштена не сум била кој знаат кој. Ке стануја? Мене баш не ми се станува. Знаеш, мама знае дека сум кај другарка. И тит not fixen од кај другарка ти? Не, ми верува. Да? Да. Будал. Сонја? Абе, некоја наша женска, ако остане трудна од црнец, бебето може да излезе бело? Ме зезаш? Не бе, така ми текна само нешто. Да се најдеме у мојавет. Ова кај мене изгледа нема никој. Не се слушаа да тропаат тенџења, тавчиња, тањи од сабај. Ајде да стануеме, ќе отиде денот. Би било добро и моите да се излезени. Знаеш, татко ми е малце... Немај. Ако не види... Немај гајле. Ајде да правиме кафе. Мама? Мами, Епа, Миро, другарката била другар. Од тебе морници ме лазат само, ако се свртиш кога поминуваш со точакот. Ми доцниш. Го шета внукот. Замисли голем наслов. Звездата е родена. Концертот беше лудница. Го испрати во Хрватска и оттаму аперите се неверојатно позитивни. Дете, дај една жолта. Некако си Како не? напнат, уплашен, несигурен. Не знам, малку непознат терен, иначе... Јас работам само со оптимисти.
Работам само со оптимисти. Точно така, токму така. Тоа најмногу ме плаши. Јас сакам чисто професионални односи. Да. Јас само никако не можам да прифатам инакви односи. Како, например, какви? Например, джакузито во твојата хотелска соба многу ме плаши. Тоа ли? Ова ли? Да. Добро. Ова многу ми се допаѓа. Бракот толги години ми е џам. И сакам таков да остане. Оттаму ја црпам цела енергија. Ова уште повеќе ми се допаѓа. Еве рацете на место, мирни. Мажи. Се извинувам, благето ми спрема сарми, не сакам да их доцнам на ручек. Вака. Ми треба приказна. Ама бидејќи немаш време, ќе ја измислиме. Само те молам да размислуваш за првиот состав во кој што се свирал. Така, бидејќи си од село, можеме да провлечеме и некоја рурална приказна нешто. Село, кавал, природа, дива круша, Тарзан. Тамам, кај нас нема мајмуни, добро е. Заборавиме. Ама, Што е сега? Не можат цармите да бидат поважни од кариерата. Мислам на трошоците кои што ги направив со нив. Што правиме? Секој бизнис има свој ризик. Да. И вака ќе се разделим? А како? Сакам барем еден убав спомен да имам. Еден нежен, пријателски бакнеж. Тоа не е никаков проблем. Еве, нежен, пријателски бакнеж. Довидување. Да. Да ти кажам, баш убаво се чувствувам. Еве, Дженис доби одлично место, ставија шефица на некој оддел во банката. Зетот, бизнисот со градежништво му оди добро. А внучето какво ни е воспитано, нема подобро. Да ти кажам, Благе, вчера со какви кејфови се шетаме низ трговскиот центар, тераме муавети ко возрасен да е. Злата бабина. Уште мацето да можеше некако да се... да си најде некоја домачинка, да му тргне. Знаеш дека изгледа се гледа со Сонја на Мира, соседката. Сега и со Медарон да станам сват? Бре. Малку Бела не снајде со ние никакви не од влае, не натера и полжави да голтаме ко да сме штркои. Знаеш што? Зетот им бил црнец. Не заебавај. Благе, да не правят некој мајтап со нас. Мира ги видела соседката во трговскиот. Ај. Значи, Маријанчо наш, ако ја земеше Зорето, ќе имавме внука Црнче, а? Ај сега ти не се мајтапи. Перо и ружа од Е за волкот, а волкот на врата. Повелете, седнете. Смоку преспански. Седнете. Слушнавме за вашиот зет, нека ви е со среќа. Благодарам. Многу ми е мило што останавме вака блиски. Да.
Да, баш убаво што поминавте, баш убаво. Не си го разубавивте денот. Машала сте се разубавиле. Ацика, уште во фрижидер не ни влегол. Мој пеачов. Много е популарен. Како е зетот со зетот, како е? Добар, туку ти бевме на концертот и сите песните ги пеев. Сите, да. А ти видов едно време и Шарет ми даде така поглед, ми фрли. Фала ти многу. Фала ти. Зетот е, како е зетот? Зетот, да. Знаеш колко е добар? Добро, сега, малко е црпнеш, малко талеш доаѓа, ама човек Добар е, многу е добар да го мачкаш на вече, на вистина. И по цел ден ми ја бакнува раката. Да, како кученце. Мене ми е многу кеф што ви се поведа од зетот. Фала. Не сте гладни нешто. Не, јадевме, не, фала. Ацика, тоа концертот, Холивуд бе, многу добар беше, тоа, Перо, супер. Многу ти благодарам за спонзорството, многу. Свату, Ацика бе, Ацика. Дали запееше некоја песна? За песна. Абе, да не разгалиш малку, а? За сваката ружа песна, за пријателката ружа и Перо. Абе, луѓе, чекај. Може ли една ракија да се напие? Извини, Беберка, како не може ружа ти? Ја вино сакам, вино. Добро, Ајде, песна убава. Ајде. Сношти сакав да ти дојда. Сношти сакав да ти дојда. На таја сладка вечера, на тоа вино црвено, не можев да дојда. Браво, Ацика! Таја сладка вечера, на тоа вино црвено, не можев да дојда. Кај се овие, кај се? Оје! Оле! Кажи. Ги нема моите. Шо? Ги нема моите. Пред 2 дена дојдоа кај вас и ги нема. Па дечко ти нека ги најде бе? Мац. Вртам на мобилен, не се јавува никој. Знам дека дојдоа овде и... Ало? Кај сте бе? Каде? Значи стварно не сте нормални, жив ми мајка. Убаво си поминете. Ај, Ацо, те молам, ај доста. Кај твоите се таму, на фармата. Значи се начукале овде и татко ми ги однел таму. Знаеш дека направивме кукичка? Зока,
Не дојде за тоа, така? Така ли е? Така ли е, Зока? Не. Касно е. Сега е касно. Мрда? Мрда. Оди си. Мац. Оди си, те молам. Еве, не ти се љутам за ништо, само оди си, те молам. Ама... Вака, значи не се имам чувствувано, опуштено, убаво од млади години. Јас, знаеш дека ова сватовиве, Ружа и Перо, де испаднаа интересни луѓе, а Перо е едно играчиште, значи. Да, бе, тој со... А и Ружа не е подолу, што како без газма за ногава, и јас помислив, заврши, готово на болница, липсој. Знаеш што, сега ќе ми направиш еден фут масаж. Ај, немој, гледај мене, полжавите на Перо ми вртат мозокот. Немој полжавите, ми се лоши, вака ми се врти стомакот. Јас одам да се истуширам, Мацо, а ти после тоа спремаш се, значи фут масаж или смрт. Значи си решила да ме докусуриш, така да ми земиш од душата све вака. Што е сега? Убав на мајка. Убав на тато.